Цивил медија. Генерално, следејќи ги и слушајќи ги од Сабајле цел ден извештаите и на радијата и на телевизиите, сите репортери почнува мирни се изборите или извештаите ги, своите јавувања ги завршува дека нели се мирни. Како да очекувавме рафали, некој да пука по улици, крв да паѓа како порано. Нормално се култивизираше малку и нашето гласачко тело. И таа кампања дека за интеграција во Европска унија многу се важни изборните процеси да бидат елегантни, чисти, скандинавски, нели како што истрча да кажа дека негде го достигнавме тој степен. Има инциденти, секој глас е многу важен и ова ваша организација нели што ја практикува таа контрола, треба да се разбирам дека иако оценката претпоставам и на ОПСЕ и на ОДИХР ќе биде позитивна, дека навистина ова заслужуваме визит карта за Европа, што се однесува барем за изборите, за се друго сме многу далеку, за овие избори председателски, дека тој испит е положен, конечно, значи после мислам дека немавме чувство дека со списоци се вадат луѓе, со уцени за вработувања. Тоа е едната димензија. Втората димензија, самото место, партиите водеа кампањи и партиите си ги одмируваа своите рейтинзи, особено тоа го правеа Алијансата и БЕСА и ВМРО ДПМН. На СДСМ тоа не му беше толку потребно, дури сакаше да покаже дека еве со крупна албанска партија и моќна, влијателна политички, дека може да излезе заеднички кандидат, но и тој заеднички кандидат беше изнуден, пошто ако добро се сеќаваме, Алија Ахмети прво се обрати до своите колеги и лидери на другите албански партии, па тие го откачија за заеднички кандидат, па се заврте после кон својот владин коалицијски партнер и го измислија тој термин консенсуален кандидат. Иако имам чувство дека дуи не направи во првиот круг доволно кампања за да излезат тој дел од албанскиот електорат на гласање, неговите гласачи, но ќе покажат анализите, уште ги немаме сите бројки. Како и да е, ова што и соговорниците го кажа, мислам дека досегашните резултати зборува дека ова е еден крупен чекор напред за ВМРО ДПМН и за нивниот нов председател, кој ако има добар скор, ќе биде и лидер на партијата, за сега е само председател, нели? Треба нешто да докаже за лидер. И како и да завртиме работата, е голем шамар за СДСМ и за ДУИ, ако сакате, за заедничкиот кандидат. Таа мала разлика се очекуваше, но ако се точни резултатите до сега, и ако таа се сведе дури на некое водство Благо Насилјановска, која на крај знам дека на 5 нема да биде председател, бидејќи таа е незината кампања и незината политичка филозофија заглавена меѓу кориците на учебниците по право на правниот факултет и на тој кабинет. Ова е политичка функција, да не испадам сега користам риториката на незиниот против кандидат во кампањата, но факт е дека ова е државничка и дека е политичка функција, тоа што малку луѓе излегоа, сепак 40%, нека е уште и 42%. Прво, изборите се председателски, не се парламентарни, председателите не се близко до буџетот, партиите се излегуваат на гласање, сака да добијат власт поради нивните незаработени пари. Се тепаат за буџетот. Кој го има буџетот кај нас? Тој е моќникот во државата, тој и бизнисот го тера. Од тој тип, многу клиентелизам, нели, многу луѓе имаат и поинакви мотиви да мотивираат и други да излезат на гласање. Овде со председателски што може да даде амин за гувернер на Народна банка и така сме во долгови, па многу среќа не е ни срекна и таа функција. Двајца суди да предложи на Уставен суд и тоа треба парламентот да му ги избере. Не знам, врховен командант сега е Столтенберг на македонската армија со влегувањето во НАТО. Башка нашата армија е специализирана за посебни мисии. Ниту тенки имаме, ниту авион, нели? Така што и таа не сегам да подценам, напротив, тие се покаже како одлични професионалци токму во рамките на таа алијансата и на тие миротворни, како и кажат, и обезбедувачки мисии. Но зборот ми е таа излезност се должи на тоа. Ние сме парламентарна демократија, партиите малку, простете на израз, баш им е гајле дали ќе победи, многу им е важно, секако дека им е важно, и заради собствениот рейтинг, но
не се толку заинтересирани за таа функција како кога се парламентарни избори. Затоа излезноста е мала на парламентарни избори, ако ги врзат со претседателските, доколку овие пропаднат, како што и колегата Ордановски, не сега, го анализираме тоа во подолг период, дека тешко за вториот круг ќе се обезбеди цензусот, но со оваа излезност и со овој резултат што го освои Гордана Силјановска, односно ВМРО ДПМН, мислам дека тие имаат мотив уште повеќе, по цена и да не стане председател господја Силјановска, имаат мотив да агитираат што повеќе луѓе да излезат нивни симпатизери гласачи на избори за да предизвикат парламентарни избори. Тука ќе го гледаат поразот на лице на СДСМ и мислам дека тука ќе се води кампањата сега меѓу двата круга. Само да почекаме со резултатите, но како и да е, тие се високи за Силјановска, малку неочекувано, и ова е една така пристојна шлаканица за СДСМ и за, како што тие го нарекуваат, тој е договорен, го нарекуваат консенсуален ова кандидат. Не е до кандидатот, значи е до партиите, направија мал милион глупости, заборавија дека дојдоа на власт, не е со помош на партиските членови и не само со помош на симпатизерите, туку со едно движење кое е така неколку, еден подолг период се вложи себе. Мене едно не ми е јасно, тоа е веројатно за друга и за професориве, за докториве по науки, за социолошка, една друга анализа за гласачиве, може ќе видам погрешно разбран, но навистина е нејасно. Тие тези што ги протежираше ВМРО и Гордана Силјановска за комисии за Обединените нации, за обраќање, за ХАГ, за комисии, за меѓународни експерти, за Преспанскиот договор, уставот дека ќе осменат за една завршена работа, како не ми јасно како луѓе ги голтаат тие работи, но јас од друга страна па имам разбирање, бидејќи се движам многу меѓу луѓето, многу се повредени од Преспанскиот договор, македонците особено, и мислам дека ова е тоа враќање. Некако на сила им дојде, шокантно, на брзина, можеби тој пиар кампањата беше ужасно лоша за референдумот. Ние на овие избори, насетувам, ги немаме тие 610.000 гласови за референдумот, позитивните. Ги нема во скоро. Иако беше и по-жестока кампањата на оние кои што повикуваат да не се излегува на сигурно, гласање за таа време инерција на уште држи референдумот. кај некои луѓе. Иако, мислам, не отсуствуваше ни во овој изборен процес, беше навистина силна, меѓутоа и ВМРО ДПМН одеше и на кампања на оцрнување на опонентот, посебно кога станува збор за така е, добро, тие се партиски Пендаровски. кампањи, тие секогаш ќе се оцрнуваат меѓу себе СДСМ и ВМРО. Накратко само ако можете да ни кажете. Завршувам, да. Вред, да завршите, повелете. Не повелете вие со прашањето, се едно, може јас претерав. Не, мислев една оценка за тоа како известува медиумите, сепак вие сте новинар. Па јас колку беа ефикасни во тоа од Сабајле информирање на јавноста. по навика некаде до попладне слушам радиостаниците, известува е коректно. Со таа забелешка што сите сме некако уплашени, па и репортерите, поминаа мирно, немаше инциденти, немаше или завршуваат со тоа. Се подразбира, нели, дека тоа се избори. Пред 20 на години, некаде 18, имав среќа бе во Германија како гостин на германската влада на нивните парламентарни избори. Едно време, едни облаци спуштени до земја, еден доседен дожд, глас не се слушна, ни мегафон, ни викање, се излегуваа луѓето, излезноста беше 86%, во тоа време на Шојбер, после Кол. Значи, тоа е нормално за Европа и добро е што еве се приближуваме таму со сите овие неправилности што и вие на почетокот ги кажавте и професорката околу нашата администрација. Оваа власт е казнета на овие избори од две причини. Реформи, ни ја не направи ни Р од реформите, ни во администрацијата. Не може реформа да се прави со именување на заменици и директори на сите јавни предпријатија, да има што повеќе администрација. Ако реформа се прави, ако министерот Манчевски или кој каже од 1. јануари 2020 година сите сте под отказ. Од тоа враќаме 60% на работа. Доста се. Цивил медија.